Вчерашното усвојување на извештајот во Европскиот парламент ги разбуди страстите на опозицијата предводена од Венко Филипчи и го инспирира премиерот Христијан Мицкоски. Филипчи имаше остри критики за насоката на владата, потенцирајќи дека од нив добивме само понижување на место гордост. Премиерот, од друга страна, потсети кој го продаде знамето и пред се името на државата. Одлуката на Европскиот парламент и усвојувањето на извештајот се резултат на застранување од јасно утврдените стратешки позиции на државата и злоупотребата на јазикот и идентитетските прашања од страна на владата за сопствена политичка кампања. Но вадењето на јазикот од извештајот е пораз на владината дипломатија, која не успеа да подобри ништо од позициите кои ги наследи, туку едноставно како со булдожер ги сруши. Тие ги срушија нашите европски перспективи и го изложија нашиот народ на подсмев, правејќи го целосен губитник. За една година Македонија изгуби довербата кај стратешките партнери, што е единствено вина на оваа власт. Нема Мицкоски кон кого да покаже со прст, ветуваше гордост, добивме понижување. Луѓето кои што распродадоа се што можеше да се распродаде во минатото, а која што представува идентитетска одредница, почнувајќи од знамето, завршувајќи со името, јас мислам дека апсолутно немаат кредибилитет да судат и да пресудуваат. А што направи оваа влада? Се обиде да врати дел од загубеното и делумно успеавме, затоа што ќе остане запишано. И она што е уште поважно е што Европа, светот, македонските граѓани видоа дека договорот постигнат 2022 или, како да кажам, прифаќањето на тогашниот предлог во суштина не представува само лесна промена интервенција во преамбулата, туку проблемот е многу подлабок, многу посуштински, а тоа е негирање на идентитет, на јазик, на еден од најмалобројните народи во Европа.